И кога зборуваме за чудото, ние како природно се воодушевуваме нели за сето тоа што станува. А чудото е всушност нешто што не е нереално, туку е тоа реалноста во која што треба христијанинот постојано да пребива. Најголемото чудо се случи. Тоа беше доаѓањето на Синот Божи во тело, во оплотувањето, раѓањето од пресветата девојка, пресветата Богородица и спасението на светот кој што тој го направи и воскресението од мртвите. Чудото е сушност состојбата во која што христијанинот постојано пребива. И затоа таа за него е воодушевувачка, но не е нереално. Не е нешто што толку е чудесно, нели? Затоа што тоа е реалноста, реалниот живот во кој што еден православен христијанин постојано пребива. Чудата се случуваат постојано, на секоја литургија се случува чудо. Зар има поголемо чудо од тоа кога левот и виното се претвараат во вистинско тело и крв на нашиот Господ и Бог и Спасител, и ние се соединуваме со тоа. И Бог ги испраќа чудата за да ни даде секому она што е потребно. За некого чудото ќе биде утеха, за друг ќе биде повод за покаяние, за трет ќе биде повод за радост, за четврт ќе биде доказ дека Бог постои и колку е чуден Бог во своите свети и колку е велик Бог. Затоа секое чудо примајте го според вашата состојба, односно едни за покаяние, други за радост, трети за веселие, четврти за поправање, пети за убедување. Затоа што чудото на некој начин го означува тоа присуството Божјо. А кога присуството Божјо ни се јавува, нели е тука, сите ние треба да го најдеме и треба да се соединиме со Бога и да дојдеме до Бога онака како што ќе го примиме тоа чудо. Сушност, чудо е се во православната вера. Покаянието на секого од вас, обраќањето кон Бога, тоа е чудо. Вашата молитва која го грее вашето срце, кога ќе ја почувствувате благодата на молитвата, и тоа е чудо. Кога песната вознесена на литургијата или на која било служба ќе ја чуете и кога ќе се развесели вашето срце, и тоа е чудо. И доаѓаме до заклучокот дека чудото всушност е состојбата во која што православниот, во која што човекот постојано пребива. Нека Господ не укрепува постојано со ваквите знаци, со ваквите чуда, но воодушевувајќи се на ова и да научиме нешто, да научиме да се поправаме, да го примаме ова со вера и верата во нас да стане делотворна. Не надоаѓаме овдека само во овој храм и во храмовите каде што ќе се јавуваат чудата и да се само воодушевуваме, а ништо да не поправаме од нашиот живот. Кога ќе заминеме од вратата на црквата, како чудото да не останало во нашето срце, туку напротив, тоа да стане повод за нас, да стане повод да го погребеме стариот човек, а да го воскреснеме новиот човек во нас. Да стане повод да се поправаме, да бидеме добри христијани, да бидеме христијани на дело, нашата вера да биде постојана, нашата вера да биде делотворна, нашето соединување со Бога не да биде само заради воодушевувањето, туку да биде постојано. И на тој начин чудото ќе трае во нас постојано. Господ да ве благослови и нека и голем е Бог во своите дела. Амин.